Почитуван заменик министар, ќе ве подсетам дека патот до пеколот е поплачан со добри намери. А јас не верувам ни во добрите намери, да бидам искрена. Универзитет не се прави со интенции, туку со потреби и со стратегија. Јас треба да ви верувам вам на збор дека во иднина ќе се зголеми квалитетот. Сите податоци и индикатори го кажуваат спротивното со секој отварање стихино на нова институција. Јас треба да ви верувам на основа на сетија разно, каде што исто така ветувавте дека странци ке работат. Да, работеа по некој наш иселеник таму. Доктор по земјоделски науки држеше настава по информатика. Професор по џез држеше настава по информатика. Затоа и славно помина тој Свети Размо, што на раменици го буткате, а чини многу пари ги чини граѓаните на Република Македонија. Јас треба да ви верувам, цел универзитет, во кој што за неколку дена додадовте 3 нови факултети, дека ќе испорача квалитет, и треба да ви верувам дека за безбедност, каде што имате медицина, економски, правен, градежен, архитектура, не можам да ви верувам, немате аргументи. Повеќе одговори треба да ви дадам, но ќе почнам од последново, бидејќи беше смешно. Нашите архитекти се таксисти, ако не сте знаеле. Архитектите избегаа од државава, бидејќи немаат работа. Значи, заборавете таа работа. Заборавете. Второ, рековте се наоѓам од другата страна, па затоа зборувам. Не, јас сум предсе професор универзитетски и зборувам на страна на образованието. Никако опозиција, никако мнозинство. Зборувам како човек што ги познава ситуациите во образованието. Кога зборите за реформските зафати, дали сте го чуле зборот инклузивност? Дали сте го чуле? Дали оние кои што се носители на дејноста во образованието не треба пред се да зборуваат за образование и да бидат носители на тие реформи, а не рецептурите владата да им ги дава и да им ги наметнува од оздора. Тие се исклучени од секаква образовна политика. Второ, спомнавте за корупција. Ајде да направиме и нова влада, затоа што ова влада исто така е познато. Госпоѓа Карапетрова Светлана има реплика. Повелете. Со секоја ваша постапка, колешке, не само што нема да создадете квалитетни кадри, туку квалитетните избегаа. На прсти се бројат оние кои останаа. Да, имате право дека ќе имаат избор студентите. Добрите ќе одат на УКИМ, оние на кои што без врска ќе им се даваат дипломи, ќе одат на новиот универзитет, бидејќи ќе биде со никакви критериуми. Јас бев проректор на Штипскиот универзитет и не ми кажувате приказки за него. Јас бев проректор таму и знам точно што се одвива. Мислите дека квалитетот на медицинскиот факултет во Скопје е соној на Штипскиот, има ресурси тој, со која клиничка болница работи. Вие создавате лиферација на лоши дипломи. Професори сатрапи, како што рече еден колега, создаваат студенти со лажни дипломи и им ја полнат главата со слама наместо со знаење. Ги осакативте генерациите со хиперпродукција. Ги осакативте. Ова се бајки дека ќе окренете квалитетот и конкуренцијата. Бајки. Колега, квантитетот не носи квалитет во образованието. Тоа е проблемот. Тоа е една специфична област каде што, иако е лош зборот елитизам, но ако немате елитно образование, немате никакво јако образование. Велите, што е проблем да имаме уште градежни инженери и така натаму? Па вие гледате сателити, компјутери, сите работите на iPhone, па и да си отвориме една фабрика Силиконска долина да направиме, па да направиме универзитет за нанотехнологии. Тоа знаете како, жабата видела коњот се подковува и кренала нога. Ова е политички проект и ништо повеќе од тоа, не е за да нешто се задоволи некоја потреба во Република Македонија. Ако беше така, ќе добиевме анализа на потреби, ќе добиевме студиски програми да видиме што се крие во нив. Ние не добивме ништо. И јас и вие денес овде зборуваме на памет, бидејќи ништо не сме добили од Министерството за образование, ниту од одборот за акредитација. Благодарам. Има збор Почитувана колешка, од тоа глава ме заболе, стварно и ме боли нонстоп. Све биде, има квалитет, Вие 3 пати, 5 пати употребите зборот кадри за младите студенти,
кадри. Не е ова производна лента, вие ги сметате факултетите и универзитетите како производна лента. Не се тие кадрите од комунизмот збор. Заборавајте го. Тоа се студенти, изложени на вашите експерименти. Рековте, квантитетот секогаш доведува до квалитет. Да, во вашата примената наука, бидејќи не работите во екзактна наука, може би, колку поголем број примероци во екзактните науки, Ајнштајн до теоријата на релативитет ја докажал преку квантитет, дошол до квалитет. Какви се овие небулози? Какви све истражувачки методи има? Ај сега да не се испрашуваме на отворена сцена. Како тоа од квантитет ке дојдете вие до квалитет? И тоа по дефиниција било така. По дефиниција не е така. По дефиниција не е така. Велите дека поддржувате, па имало некојаш дека нешто не поддржувате вие што ви стигна? Има ли некојаш? Некоја примисла да имате? Некогаш за некој член да имате едно и да се промени? Сте имале до сега таква ситуација? Не. Не. Дури оној закон што пропадна за високо образование, овдека го браневте, за 2 месеци го напаѓавте за да се урне. Значи, вие се што доаѓа, си го проголтувате и ви го браните, тоа ви е задачата. Најмалку станува збор за образование и не ни повторувајте нонстоп дека сте од образование, бидејќи мислам дека колегите како и да ги следат вашите дискусии. А тие случајно се од УКИМ. Ви благодарам.